Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека денеска ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ги доставиме во однос на проблемите со вашето здравје. Денес ќе говориме за висок притисок или хипертензија. Одговорен мој денешен гостин, соговорник и доктор е доктор Сеат Асани, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од здравствениот дом Ростуше, и се надеваме дека во текот на овој разговор, кој што треба да одговори на повеќе прашања, што ни се нас дилема за денешната тема, тоа е што представува хипертензијата, кои се нормалните вредности кога сакаме да знаеме нели дали ни е добар притисокот, дали е висок или нели нисок, кои се најчестите причини и така натаму. За сето ова денеска ќе поразговараме во ова ново издание на Ваш термин. На почеток да ве поздравам и да ви посакам добре дојде. Уште еднаш и драго ми е што сте денес дел од Ваш термин и што одвоивте време да сте тука. Добар ден, ви благодарам на поканата. Така, кажав ќе говориме за хипертензија, кога се договаравме што да говориме денес. Ми се чини дека хипертензијата и tekako е голем проблем и чест проблем кај нашите сограѓани, ваши пациенти. Па ајде некако на почеток да започнеме првин да објасниме што представува хипертензијата и зошто исто така и наречена е и тивок убиец. Хипертензијата представува најголемата незаразна болест кој што не само во нашата држава, туку огромен е бројот на пациенти во целиот свет. Представува една хронична болест, кој што се карактеризира со покачени вредности на крвниот притисок, односно вредности кои што се повисоки од дозволените граници, така, односно систолен или народски кажано големиот крвен притисок над 140 мм живин столб и диастолен, односно малиот крвен притисок над 90 мм живин столб. Зошто се нарекува тивок убиец? Голем дел од пациентите кои што имаат хипертензија нема никакви симптоми или имаат сасвим многу дискретни симптоми на покачени вредности на крвен притисок, па дури и оние кои што имаат симптоми и оние кои што се клинички изрази, оние кои што се диагностицирани дека имаат висок крвен притисок и се на терапија, болеста прави оштетување на виталните органи. Така. Најчесто засегнати органи кои што ги оштетува високиот крвен притисок се срцето, мозокот, бубрезите и периферните крвни садови. Во секој случај пред нели затоа и се нарекува тивок убиец, бидејќи ги оштетува органите така полека. За да зборуваме за висок крвен притисок, современ третман, современи препораки, не само медикаментозен, туку и нели начин на живот за пациенти со висок крвен притисок, сакам да напоменам дека болеста датира уште од многу стари времиња. Запишана е во многу порано уште во персиски медицински записи и во тој период се сметало што е крвен притисок како резултат на пренаполнетост на крвните садови. Така го опишувале високиот крвен притисок. И тогаш Хипократ, Гален, Целзиус лекувањето на тој висок крвен притисок го правеле со испуштање на крв. Така да во 19-тиот век, нели уште пред ерата, многу пред ерата на антихипертензивните лекови кои што сега ги имаме современи, голема палета, имаме можност да лекуваме, имаме можност да диагностицираме, имаме можност да дури и да проценуваме идни кардиоваскуларни ризици.
уште во 19-тиот век ја лекувале на многу други начини. Немале тогаш антихипертензивни лекови, тек после 50-тите години, 1900, после 50-тите години почнале да доаѓаат антихипертензивните лекови. Тие лекувале со пирогени супстанци. И што правеле? Со пирогените супстанци стимулиране имунолошки одговор на организмот. Тој имунолошки одговор поттикнува создавање на азотен моноксид. Тој азотен моноксид прави проширување, нели вазодилатација на крвните садови и со тоа пад на крвниот притисок. Применувале и хирушка симпатектомија, односно пресекување на симпатикус. Тоа е дел од автономниот нервен систем, кој што е одговор, еден од патофизиолошките механизми за таа рамнотежа за одржување на крвен притисок. Со таа хирушка симпатектомија тие ги блокирале и алфа-1 и бета-1 рецепторите, кои што преку алфа-1 рецепторите го намалувале отпорот во крвните садови и така на тој начин доаѓало до пад на крвниот притисок, а преку бета рецепторите го намалувале минутниот волумен на срцето, нели пад на контрактилноста, на фреквенцијата на срцевиот импулс и на тој начин пад на крвниот притисок и што е многу важно, преку тој симпатички нервен систем кој што тие во тој момент го инхибирале, го оневозможувале лачењето на еден ензим кој што се лачи од бубрезите, тоа е ензимот ренин, кој што е тригер, директен стимулатор на таа каскада систем ренин-ангиотензин-алдостерон, заедно со автономниот нервен систем и кој што се дел од патофизиолошките механизми за покачување на крвниот притисок. Колку е тоа се сложено? Така, уште кажав и предходно, пред ерата на антихипертензивните лекови, некој се потрудил тоа на еден сасвим други начин да ги лекува тие луѓе во тоа време. Така. И сега, доктор Сејат, кога мериме крвен притисок со еден апарат, има едни бројки кои што се обележани со црвено. Тоа е негде од 140 до 80. Меѓутоа се вели за нормален притисок дека треба да биде 120 со 80. Мислам дека во последно време малку поместена е границата, па дали сега мора да биде притисокот 120 со 80 за да знаеме дека е нормален или се толерира до 140? Вака. Како е поново сега? Ние секогаш се базираме на протоколи. Европското здружение за хипертензија има дадено скала во кој што таа скала ја има градирано како оптимален притисок, кој што тоа се вредности под 120 и под 80. Имаме нормален притисок, тоа е притисок кој што е од 120 до 129 систола и од 80 до 84 диастола, односно мал крвен притисок, високо нормален, во кој што е тоа од 130 до 139 систола и од 90 до 99 диастола, после почнува хипертензија од прв степен, односно лесна хипертензија, хипертензија од втор степен, умерена и од трет степен тешка хипертензија. Бидејќи сме ограничени со времето, да не наведуваме во бројките, тоа останува сепак работа на нас лекарите, во кој што според тие градуирање на степените на хипертензија, зависи и третманот кај пациентите. Кој е во најголем ризик да добие или да развие хипертензија? Дали тоа зависи од возраста, од полот, семејната историја во однос на проблемите со здравјето? Секако семејната анамнеза за покачени вредности на крвен притисок во семејството, татко, мајка, браќа, сестри, возраста секако е клучен фактор. Секако тие имаат голема улога во причините за настанување на покачен крвен притисок, но има многу
и непознати фактори. Тоа се фактори од надворешната средина кои што ни влијаат, а тоа е и начинот на живот во кој што денес го живееме. Тоа се стресот, менталниот стрес, физичкиот стрес, дебелината, исхраната, алкохолот, пушењето, значи многу други причини, фактори од надворешната средина, заедно со семејното оптеретување, тие ги викаме и како хипертензиногени фактори на семејна анамнеза, кои што се еден од клучните работи за покачувањето на крвниот притисок. И сега кога некој има навика да мери крвен притисок, некој нема, кажавме дека можеби понекогаш има некои симптоми, понекогаш и нема, па како некој да препознае дека страда од висок притисок? Вака како кога не го мери еве? Вака. Македонија сега има една програма преку матичните лекари кои што тие си имаат свој систем кој што реално и ги повикуваат пациентите на тие рутински скрининг прегледи кои што е и хипертензијата, покачениот крвен притисок, иако тоа не зависи само од матичните лекари, тоа зависи и колку пациентите се свесни за сериозноста на таа болест и за компликациите кои што таа болест може да ги направи. Кажам и претходно, таа представува една најраспространета, животно загрозувачка, многу сериозна болест која што буквално страда целиот свет. Напоменав и претходно, голем дел од пациентите немаат симптоми. Или ги имаат многу малку. И тие многу малку симптоми пациентите ги припишуваат некојаш на нешто друго. Но правило е, како што кажав и претходно, според Европското здружение за хипертензија, пациентите кои што имаат оптимален притисок, нели оној притисок кој што беше под 120 систолен и под 80 диастолен, потребно е барем еднаш на 2 години да го проверуваат својот крвен притисок и да направат преглед кај својот матичен лекар. Оние пациенти кои што имаат нормален или високо нормален притисок, препорачливо е еднаш годишно да прават скрининг, нели, прегледи за хипертензија кај своите лекари, а оние кои што имаат хипертензија од прв степен еднаш месечно, а таа е хипертензија која што е систола 150 до 159 и нели диастола од над 100. Над 100. Оние кои што имаат хипертензија од втор степен, потребно е да прават скрининг прегледи, барем мислам да го посетуваат својот матичен лекар еднаш неделно. Така е препорачливо според европските протоколи за хипертензија. Сега, од која ќе се стави под контрола болеста со промени на животниот стил и со антихипертензивни лекови, тогаш лекарот кој што го лекува пациентот одредува на колку време ќе се гледаат понатаму за следење на таа болест. Тоа е без терапија? Не, за пациенти кои што се со терапија, кажав. Значи за овие пациенти кои што треба да посетуваат почесто, а тоа се хипертензија од прв степен, така и хипертензија, значи прв степен хипертензија еднаш месечно, втор степен хипертензија еднаш неделно. Кога ќе се стави под контрола болеста, во договор со лекарот што го води пациентот, договараат како ќе се гледаат понатаму. Добро. Тука ќе се обратаме до нашите гледачи. Знаете дека отворена контактна емисија сме, доколку имате некое прашање, некој совет да побарате од мојот денешен соговорник, а тоа е доктор Сеат Асани, кој што е специјалист интернист, може слободно да се приклучите во нашиот разговор и да поставите некое прашање, оно што е нели од ваш интерес. Доктор Сеат, значи кога веќе ќе се постави диагноза, како точно се поставува диагноза, бидејќи понекогаш на некој се случува да му се покачи притисокот еднаш во неделата и потоа да му биде нормален? Дали треба континуирано неколку дена поред да има висок притисок па веќе да се даде терапија или како оди диагностиката за да се одреди терапијата? Значи според кои параметри? Така. Диагнозата на
покачениот крвен притисок, нели напоменам ми претходно што е по дефиниција покачен. Точно, да. Значи вредности над 140. И само еднаш ако се покачи, значи, толку веќе се дава терапија? Многу околности можат да ни направат во денот да ни се случи покачен крвен притисок, а после значи стресни ситуации да се врати во нормала. И така да. Најчесто тоа се диагностицира со мерење или во домашни услови. Добро. Или амбулантски преку нели она континуирано мерење на 24 часовен холтер мониторинг на крвниот притисок кој што ни дава нели доволно податоци дали пациентот има хипертензија или нема хипертензија и дали овој пациент ќе биде од тие пациенти кои што ќе се лекуваат со антихипертензивни лекови или пациентот ќе го следиме со почести контроли, само ќе дадеме насоки во промени на животниот стил на пациентот. Добро. Така да границата на кога треба да се, како се диагностицира и кога почне да треба да се лекува сепак е индивидуален пристап и не зависи само со едно мерење дека имаме диагноза хипертензија. Добро. Така да тоа е еден процес во кој што треба да се следи. А кога е највалидно да се измери притисокот? Дали наутро кога ќе станеме? Ако го измериме, тоа ни е највалиден, како да кажам, параметар за нашиот притисок? Вака, организмот си има свој ритам. Така. Во текот на своите 24 часа. Така. Најниските вредности, потоа понатаму ќе објаснам и околу терапијата зошто се дозира сабајле, зошто вечер. Значи, организмот има еден свој биоритам, нели? Во текот на своето 24 часовно функционирање. Така. И кога одмараме, и кога спиеме, и кога стануваме, и кога работиме. Притисокот е најнизок во нормални физиолошки услови околу 2 до 3 часа наутро. Потоа постепено се покачува постепено, ама постепено до околу 6 часот наутро. Од 6 часот наутро до околу 14 часот ручек имаме некој така побрзо покачување на крвниот притисок, во кој што повторно следи пат, некаде до 17 часот. Така. Од 17 до 23 часот повторно имаме благ пораст на крвниот притисок. Сега, прашањето што ми го поставивте, кога е најточно, значи, обично притисокот за најточно се измери крвниот притисок. Како се прави? Пациентот пред да се мери крвен притисок, потребно најмалку 30 минути да не пуши, ако пуши, и да не пие кафе или кофеински стимуланси. Така. 30 минути пред мерење. 3 до 5 минути пред мерење на крвниот притисок, пациентот треба да е одморен во седечка положба. И се мери и на двете надлактици во размак од 1 до 2 минути. И се зема средната вредност. Така. Да. Сега, кај пациенти кои има нарушен ритам на срцето, како што е атриалната фибрилација, бидејќи имаме нарушен ритам на срце, немаме точен увид на ониот првиот тон до последното чукување за малиот притисок да го одредиме диастолата, тука можеби ќе ни треба и повеќе мерења да направиме. Додека кај постарите пациенти кои што имаат изолирана систолна хипертензија, односно покачен крвен притисок само големиот, само високиот крвен притисок, а има нормален низок крвен притисок, за да дефинираме дали има ортостатска хипотензија, односно пад на крвниот притисок, потребно е да измериме притисок кај такви пациенти во стоечка положба, и на едната и на другата рака, во размак од 1 до 2 минути, и ако имаме пад на систолниот за 20% и пад на диастолниот за 10%, тогаш можеме да кажеме во стоечка положба дека пациентот има ортостатска хипотензија, пад на крв. Зошто? Затоа што тоа ни е многу важно во одлука за лекови. Така. Бидејќи можеме тој пациент да го следиме, на една недела пак да го викнеме,
да измереме крвен притисок и да одлучиме дали тој пациент ќе го лекуваме со лекови или не. Така. Има многу правила, има многу препораки кои што многу се важни и таа многу важна препорака што ја еве сега од оваа студија упатувам до пациентите да ги земаат лековите редовно, Так. во правилен временски интервал. Оние кои што веќе си имаат терапија. Оние кои што веќе си имаат. Добро. И да го посетуваат својот матичен лекар за секоја промена во однос на нивните варијации на крвниот притисок и да направат консултации. Понатаму ќе зборуваме и нели она за ризици од компликациите од хипертензија. Кои што кажавме на почетокот дека е тибокубиот. Во секој случај, а што да прават оние кои што на повремено некогаш им се качува притисокот од X причини, еве како што кажавте, можеби понекогаш од вознемиреност, можеби понекогаш од некоја друга причина, ќе ве прашам и кои би можеле тие да бидат други причини за појава понекогаш на покачување на притисокот. Претпоставам дека тука има улога и хормоналниот дисбаланс и некои хронични болести. Што тие, како да постапат? Дали само треба во моментот на инцидентно што им се покачува притисокот, а например во одредени денови им е нормален? Сепак за таквите пациенти кои што имаат повремен пораст, не секогаш. И зависи до колку им се качува. Сепак колку е толерантно. Пристапот сепак е индивидуален. Добро. И советувам да не прават на своја рака во тој момент ништо пациентите. Добро, сепак да се консултираат со матичниот. Со својот матичен лекар и да се даде насоки од лекар. Зашто сум слушнала понекогаш кога има некои такви случаи, матичниот лекар им вели земете си таблета тогаш инцидентно кога ќе ви се покачи и ако потоа е во ред, тогаш не треба да земате. Кажаме на почеток, хипертензијата е хронична болест. Така. Таа не е болест која што денеска ја имаме, утре немаме. Денеска имаме, утре. Значи таа е хронична болест. Пациентот или е хипертензија, или го лекуваме, или не го лекуваме. Така. Меѓутоа затоа велам доколку е толерантно ако се покачи до 140, ако се покачи тогаш не се смета за висок притисок. Пациентот високо нормален се смета до 140 и до 90. Тоа велам, дали тогаш треба да се загрижи некој? Тогаш пациентот треба само да прави промени во животниот стил. Што значи рестрикција на внезна соли, конзумирањето на алкохол, пушењето цигари, дебелината, физичката активност, стресот, и ред други многу ризик фактори кои што можат да бидат причина. Сакала да бидеме јасни за гледачите да знаат подобро. Значи, ако не им се покачува повеќе од 140 со 90, да речеме, не е толку некој голем проблем, треба малку да се обрнат внимание на нивните животни навики. А ако им се покачува над 140, тогаш веќе навистина треба да посетат лекар и да си се постави дијагноза. Ние лекуваме хипертензија која што е од прв, втори, трет степен. Не лекуваме хипертензија која што е високо нормална. До оние гранични вредности. Тоа ми беше важно да го разграничиме. Сега кажавме дека нели се третира со медикаменти. Ајде да кажеме што ако не се зема терапијата. Еве, дадена е терапија на некој пациент, не ја зема редовно, кои се последиците? Така, последиците се катастрофални. Ги напоменав и претходно. Високиот крвен притисок ги засега многу виталните органи, како што е срцето, нели, мозокот, бубрезите, периферните крвни садови. Така да пациентите имаат ризик од висок ризик, зборам, од кардиоваскуларни инциденти. Тоа се срцевите, мозочните удари. Срцевите и мозочните удари. Кои што за жал се многу зачестени во последен период. Затоа кажав дека представува една многу сериозна и најраспространета незаразна болест. Така. Пациентите кои што се на терапија за притисок, потребно е сериозно да ја сватат болеста. Бидејќи компликациите кои што хипертензијата ги прави врз крвните садови се неповратни. Тоа значи дека пациентот има ризик од многу компликации кои што во иднина го чекаат. Така. Тоа се срцевите инфаркти, мозочните удари. За жал, дел од пациентите кои што се на диализа се и дел од нерегулирани високи вредности на крвен притисок кои што направиле неповратно оштетување на бубрезите, на периферните крвни садови, односно
крвните садови на нозете, на каротидните артерии. Така да болеста е многу сериозна, треба сериозно да се лекува, сериозно да се разбере и пациентите кои што имаат дијагноза хипертензија, потребно е да ја сватат болеста како и сите други сериозни заболувања и сериозно да го живеат животот со таа болест. Доктора, бидејќи секојдневно нели работите со пациенти, каква е границата на проблемите со крвниот притисок? Се поместува ли? Порано некако високиот крвен притисок беше специфичен или само за повозрасните граѓани и пациенти. Меѓутоа, каква е сега состојбата? Состојбата сега е границите се дефинитивно поместени. Секојдневно имаме се поголем број на пациенти кои што се прилично на доста млада возраст со покачени вредности на крвен притисок и кои што за жал и дел од тие млади пациенти кои што имале претходно нерегулирани вредности, не знаеле дека имаат крвен притисок, се и со компликации. Од покачениот крвен притисок. Задржете мислата, имаме гледач на линија да го вклучиме, па ќе продолжиме онаму каде што застанавме. Добар ден, повелете, кој се јавува? Ало, добар ден. Добар ден. Доне се јавува да прашаме ова за висок притисок, а за нисок притисок може да го прашаме докторот? Може, слободно? Да, ја имам нисок притисок. Така? Па 90 со 65 не дека дали е тоа опасно, дали треба нешто терапија, не пијам ништо. Да, дали е добро, дали интересно прашање. Ми се чини дека и нискиот притисок е проблем на некој начин, меѓутоа еве јас да не е нели како некој што не е стручен, доктор Сеат ќе ви одговори на вашето прашање. Доктор Сеат, ви благодарам што се јавивте. Дали и нискиот притисок е проблем? Бидејќи честопати многу од пациентите се соочуваат и со низок притисок, кој пак што создава некои други проблеми во секојдневието. Хипотензија или низок крвен притисок. И може ли да ги оштети крвните садови? Не. Нискиот притисок? Значи, добро. Нискиот крвен притисок нема некој конкретен лек. Прво да му одговорам на пациентот. И веднаш може све да касне, може све да се напие. Значи веднаш еве да му препорачам. Има пациенти кои што со такви вредности како што ги напомена гледачот, 90 со 60 крвен притисок, кои што си живеат најнормално и си ги вршат секојдневните најнормални активности во денот. Препорачувам поголем внез на течности кај таквите пациенти и физичка активност. Добро. Лек за да го покачиме крвниот притисок не советуваме, освен тие препораки. Имаше порано на времето едни таблети се сега немаме таква сега нема, не постоја, да. Така да нема некој посериозен ризик. Значи да не се грижи, да не се грижи што има понизок крвен притисок. Добро. Сега сепак може да причини одредени симптоми и нискиот крвен притисок, како што е малаксалост, поспаност, вртоглавица, главоболка и така натаму, но не може да не се грижат такви да, пациенти. Да. Добро, значи еве колку што можевте да слушнете од доктор Сеат, нема некои, како да кажам, причини за загриженост во однос на тоа дека нешто штетно ќе ви се случи од нискиот притисок, меѓутоа како што посочи докторот, повеќе течности, можеби нешто соленко да си каснете, физичка активност, повеќе да се движите за нели циркулацијата да се зголеми, па и да се покачи притисокот и се надеваме дека сте задоволни од одговорот. Доктор Сеат, ние говоревме за докаде стигневме за тоа кои органи страдаат. Така. Кажавме дека и оние што не се, како да кажам, под терапија, треба да внимаваат, а оние кои што се под терапијата, како треба да се ја земаат терапијата за да не дојде до и многу сериозно да ја сватат болеста. Так. Може ли да се превенира високиот притисок? Со оглед дека причината за висок крвен притисок не ја знаеме кој е. Така да со сигурност не можеме да ја превенираме болеста. 100% не можеме да ја превенираме, но можеме да делуваме за да имаме поблага прогноза и да ги спречиме лошите компликации од таа болест, а тоа е само со промена во животен стил.
и со редовно земање на антихипертензивната терапија. И чести, нели, како што и напомена претходно, контроли кај своите матични лекари, па дури и ако има потреба, индикација и специјалистички консултации за регулирање на вредностите на крвен притисок во рамките кои што се посакувани. Така. Хипертензијата се дели на два дела. Примарна и секундарна, тоа заборавме да кажеме, така. Примарната или идиопатска хипертензија, непозната, 90 до 95% од пациентите имаат таа хипертензија. Так. И не се знае точниот причинител кој е. Многу шпекулации има. Тие пациенти се тие кои што кога не им кажуваш дека имаат болест во организмот, а им се покачил а им е покачен крвен притисок, се тие пациенти кои што прават пропуст. Па мене докторот не ми кажа дека имам нешто, ми е покачен притисокот. Да. Значи таа идиопатска примарна хипертензија. Нема причина, нема причина, но притисокот е покачен и треба да се лекува. Затоа што и таа идиопатска непозната хипертензија, примарна, ги прави истите компликации како и другата. Пак да напоменам, говориме за притисок над 140 степен. Така е. Так. Дури и многу повеќе, затоа што 95 голем број од населението имаат ова. Само мал процент. Ја имаат 5 до 10% ја имаат секундарната хипертензија. Так. И таа секундарна хипертензија е секогаш дефинитивно поврзана со некој проблем. Позадина има болест. А тоа се најчесто бубрежните заболувања. Аренална хипертензија викаме, значи од ренопаренхимско оштетување на бубрежното ткиво, дали тоа е од гломерулонефрити, тубулопати, васкулити и така натаму, реноваскуларна хипертензија, каде што имаме стеснување на артерискиот крвен сад од бубрезите заради атеросклероза или фибромускуларна дисплазија, тоа е обично кај помладата возраст, и ендокринолошки причини, односно хормонални нарушувања, како што е болестите на надбубрежната жлезда, потоа хипертензии кои што се поврзани, помал број пациенти ги имаме такви, секундарна хипертензија во склоп на слип апнеа. Така? Да. Хипертензија кај трудници. Добро, да, заборавме да напоменеме, да. Дел од секундарната хипертензија и хипертензија која што е предизвикувана од некои лекови. И тие спаѓаат во секундарните хипертензии. Така да пациент со хипертензија бара еден темелен пристап, добра диагностика и правилен третман. И тој пациент е доживотен. Така, значи кога веќе ќе му се одреди терапија, треба да си ја пие доживотно, онака како што е пропишано. Тој пациент треба доживотно се следи. Затоа што компликациите, напомнам претходно, се сериозни. Како што и кажавме, се навистина голем. Кај кого повеќе се јавува, кај жените или кај мажите? Или не, исто е застапено? Застапеноста, Македонија немаме ние сега, јас барем не ги знам некои точните статистики, кој пол е позасегнат, дали машкиот или женскиот пол, во амбулантите ги имаме сите пациенти. И машки и женски. Значи нема разлика. Добро, имаме ли ние доволно добра едукација? Еве, ние се обидуваме преку овие емисии, моите колеги или од другите телевизии, да информираме до гледачите, еве, со цел да знаат нешто повеќе околу проблемите, па можеби ќе си пронајдат нешто, па ќе си појдат на лекар и така натаму. Меѓутоа, што освен ова ние еве што го работиме како новинари, викаме вас да ни гостувате, па преку разговорот со вас да пренесеме информации, што друго? Има ли некои други превентивни кај нас програми во земјава кои што би делувале едукативно на населението во однос на високиот притисок? И во однос и на другите програми? Не сум сигурен дали Македонија има сериозна
така како да кажам, национална стратегија Така. за скрининг програми за Така. хипертензија. Едно знам дека матичните лекари во нивните програми, а тие се примарна здравствена заштита, од кај нив се почнува, Така. па после завршува на друго ниво, секундарно и терцијарно ниво, тие имаат нивни скрининг програми, кои што ги работат пациентите по сите протоколи. Тука нема дилема. Така. Но не знам и не сум убеден дали е тоа доволно само. Затоа што, како што и напоменав претходно, не е секогаш до нас, до лекарите. Некогаш и до пациентите. Тоа е културата, здравствената едукација, колку сериозно пациентот ја сваќа болеста, колку вложува во своето здравје. Така. Оти Колку сака да се грижи, впрочем. Да. не зависи само од лекот што ќе го дадам јас да Како го и пие потоа крвен ќе се присок. применува. Значи зависат и од многу надворешни фактори. А тоа најголем дел пациентите сами треба да ги водат Така е, тие да. сметки околу начинот на живеење. Околу пушење, пиење на алкохол, и зголемена прекумерено телесна тежина, менталниот на стрес. храна. Тука Да. веќе не можеме да делуваме такво време, кај што Така. сите го живееме тоа. Али сепак Треба да се сакам најдеме да некој кажам вентил. дека Да. има скрининг програми, еве и вие преку медиумите, Така. новинарите, интензивно се работи на сите телевизии, секој ден има по некоја едукативна емисија, медицинска точно, програма. да, навистина, Така да. да, според мене, сепак уште треба да се вложува во тоа. Дали е доволно само на 2 години да се оди на систематски преглед на вработените или сметате дека треба и тоа да се направи во една помала временска рамка? Тоа обично го работат колегите од трудова медицина, кои што претпоставам дека си имаат и тие некои нивни протоколи и правила на колку Така. време е потребно да се прави еден Година и систематски пол до 2 преглед месечини, на... така е, да. Така да, знаете, тие превентивни прегледи кои што ги прават на вработените се само дел од капислата на здравствениот систем и водењето на сметка за и грижата на пациентите. Но ја пак ќе напоменам, самиот пациент мора да е свесен Така. да води сам грижа за своето здравје. Значи сепак треба да се грижиме Така е, посебно така е, самите и така ние е, сами да така е, знаеме така кога е, треба и така што е, треба. така е. Која е пораката до гледачите во однос на ова се денес што говоревме? Како за крај? Така, вака, еве, од тука еве упатуваме на порака, дури сега во овој момент измерете го крвниот притисок. Веднаш. Веднаш, консултирајте лекар доколку имате покачени вредности на вашиот крвен притисок. Прекинете со конзумирање на големи количини на алкохол, на користење на големи пушење цигари, Така. намалете ја солта во исхраната, намалете ја вашата телесна тежина, земајте ги редовно лековите, посетувајте редовно лекар, затоа што вашиот влог денеска ќе ви служи утре. Тоа е мојата порака. Така. Доктор Сејата, навистина пораката ви е, како да кажам, на место сето она што го кажавте. Како што кажа и доктор Сејат, веднаш измерите го притисокот за да знаете во каква состојба ви е во моментов, па секако ако се пронајдете во оние параметри кои што говоревме над 140 и над 90. 195 веќе на кај 100 може треба навистина да посетите лекар и да се консултирате за понатаму како да постапувате, нели, за да се грижите за вашиот висок притисок, пак да не доведе до оние компликации за кои што говоревме претходно. Доктор Сејат, благодарам за денес што еве уште еднаш дури од Ростошан или допатувавте за да присуствувате во ваш термин. Тоа е навистина за поздрав. Соработката со вас останува и секако во некое следно издание пак ќе поразговараме за нешто друго, бидејќи навистина интернистичката област е голема и опфаќа многу проблеми со здравјето. Така е, така. Ви благодарам на поканата. Се гледаме до наредно гледање. Така е. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам, се извинувам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.